Што туку завршивме со состанокот, би рекол, средбата, која што беше прилично корисна за нас, со стопанствениците од овде од Гевгелија. Разговаравме за реалната состојба и условите во кои што тие стопанисуваат и битката која што за нив е исцрпувачка, тоа е да го задржат секој еден вработен на работното место. Навистина ова се луѓе со импресивен карактер и луѓе кои што во ова време на криза, во време на пандемија, во време на, би рекол, човечки предизвик, успеваат да вложат надчовечки напори, да ги одржат своите стопански капацитети и да обезбедат денар плюс, за да можат да ги задржат и вработените на работните места и на време да ги исплатат, би рекол, месечните примања со кои што пак овие вработени потоа ги ранат своите семејства. Ги кажаа проблемите со кои што стопанисуваат, разочараноста од политиките на владата во делот на економијата, незадоволството, би рекол, од се присутниот криминал и корупција, која што Македонија ја донесе за жал на 111-тото место на скалата на Transparency International, на нереализираните ветувања кои што пред секои избори овдека СДСМ предводено од Зоран Заев ги дава и се врзува, а потоа никаде ги нема, ниту пак да седнат да поразговараат. Генерално една би рекол, разочараност е присутна, но истовремено и мотивираност и надчовечки напори да се обезбеди денар плюс, да се задржат работните места, бизнисот и навреме да се исплатат платите и да се сервисираат врските кон доверителите. Така што јас им честитам на тие луѓе, им ја стегам раката и ВМРО ДПМН како и секогаш, така и во иднина ќе продолжи да биде нивен партнер и да ги поддржува